Македонските превозници и нивните колеги од регионов од земјите кои не се во Европската Унија наскоро треба да очекуваат разрешување на дел од проблемите во меѓународниот патен транспорт, а кои се поврзани со престојот во Шенген зоната, а не дозволува тоа да биде повеќе од 90 дена во рамките на 180. Секој чекор, секој залагање е позитивно. Исто така апелирам и до овие странскиве инвестиции, да ги кажам, односно предпријатија кои што се регистрирани на наша територија и работат, и они од своја страна да лобираат, за тоа што најголем притисок и зголемување на цените на превозот ќе има на тие производи што се во увоз и извоз, кои што се поврзани со Европската Унија. Што ова би значило за нашите компании? На еден начин ние би добиле соодветен третман кој што е еднаков со сите екипажи кои што се од другите видови на транспорт, како што се бродскиот, авионскиот и железничкиот, ќе се зголеми бројот на возила кои што се ангажираат во самиот превоз, затоа што сега имаме такви возила кои стојат заради неможност возачите да влезат на територија на Европа. Кои се предвидувањата до кога да се реши овој проблем? Бирократијата во Европа е малце спора, како и секаде, во секоја држава. Меѓутоа се надеваме дека тоа најмалку за месец дена би требало да се надмине, ако сакаат, може и побрзо. Со овој проблем засегнати се над 2000 компании и околу 17.000 вработени во нив.